Почитувани гледачи, добро вечер. Стартува вашиот најголем ноќен кошмар. Започнува шоуто од кое и Баба Рога се плаши. Од овој момент сте заробени на оваа ТВ фреквенција, а доколку посегнете по далечинскиот убравувач и се обидете да го смените каналот, нешто многу лошо ќе ви се случи. Се зезам бе, стартува најновото издание на Рапорт со Јофе и ништо лошо нема да ви се случи, но сепак не би ви препорачувал да го менувате каналот, бидејќи следува одлична забава. Ајде, не ви е забавно, но не го менувајте каналот. Од кај знаете што може да се случи? За почеток, морам да кажам дека бев во кино и го гледав најновиот филм на Милчо Манчевски "Мајки". После толку реклами и најави морав и самиот да појдам и да видам за што се работи и за што се крева толку многу фама. И вака искрено да ви кажам, многу сум разочаран и од филмот и од тие што продаваат билети, бидејќи не сакаа да ми ги вратат парите. И сега се чувствувам ограбен и измамен, бидејќи дадов пари, а никаде во филмот не го видов Милчо. Па ви се молам, каков е тој филм на Милчо Манчевски, во кој ниту еднаш не го покажуваат Милчо Манчевски. Добро, сега ја видов Ана Гола, ама сепак, немојте така да не лажете. Друга работа. Минатиот викенд во Битола започна 31-то издание на фестивалот Браќа Манаки, а звезда на годинашното издание беше холивудската актерка Дерил Хана. И на неа сум и луд. Зошто? Погледнете. How do you like so far Macedonia and Bitola? Oh, I think maybe one of the best breakfasts ever. I had, what's it called? The Ivan. Oh, it's heaven. Амори, Хано, амори. Лесно ти е тебе. Ќе дојдеш овде на ден, два, ќе го изедеш си од тајва што ќе го најдеш, ќе прошеташ по црвениот тепих, ќе земеш награда и ќе си заминеш. А ние што сме овде цело време? Не прашал ли некој како ние? Еве, Ајваро што толку многу си ја засакала да го земеме за пример. Си помислила ли колку е само тешко да се направи? Пешење пиперки, па лупење, па сечење, па мелење, па пржење, па мешање. Ама не, тебе те интересира само добро да се најадеш. А ние последниве години се соочуваме со многу поголеми проблеми. Си слушнала ли за законот за јавна чистота? Со него се забранува сечење дрва, палење оган и слични такви активности на јавни површини пред зграда, да речеме. А без оган не се прави ајвар. Па така мораме да се снаоѓаме и да го правиме во илегала, по подруми, на тајни локации, далеко од очите на широката јавност, по викендишки далеко од градовите. Или пак пред зграда, ама добро организирани. Двајца мешаат, еден пробува, друг чува стража. Лесно ви е вас тамо во Холивуд, туку што да кажеме ние овде. Неделава на прошетка во Кина беше делегација во Македонија предводена од министерот за транспорт и врски Милијана Киевски. Ја посетија фабриката на Јутон, компанијата која ги прави 202 двокатни автобуси кои ќе се возат низ Скопје. Очекувано, македонските новинари не ја пропуштија ни оваа прилика да искоментираат нешто против владата. На инвестицијската мапа на Кина, Македонија ја нема. Кина лани инвестирала 11 милиарди евра на Балканот, а во Македонија не влегло речиси ниту 1 евро. На ланскиот форум во Далјан премиерот Груевски на кинезите им понуди ексклузивно отварање на македонскиот пазар во нова зона, но досега кинезите не реагираа на поканата. Ете, што ви реков? Само да се критикува по секоја цена. Ај малку обратно да ја свртиме работата. Лани, Кина инвестирала 11 милиарди евра на Балканот, а Македонија одбегнала и не фрлила ни евро навака. Но затоа пак, Македонија во април годинава потпиша договор за 202 двокатни автобуси со вкупна цена од 40 милиони евра. Пред 3 години пак, Македонија од Кина набави 100.000 компјутери во рамките на проектот Компјутер за секое дете. За ова дадовме 24 милиони евра. Значи, со само овие два проекти Македонија инвестирала вкупно 64 милиони евра во Кина. Знам дека тоа не е баш колку 11 милиарди што Кина ги инвестирала на Балканов, ама сепак со ова докажуваме дека сме појаки и од другите балкански држави и од самата Кина. Речете, Јофе бе, шо ти е тебе, што зборуваш? Да не си се разболел, како е можно да сме појаки од Кина? Ама јас ќе ви речам, многу едноставно. Додека другите балкански држави ги чекаат милиардите од Кина, ние воопшто не чекаме. И не само што не чекаме Кина да ни дава нас, туку баш напротив, ние и даваме на Кина. Појаки сме бе, најаки сме. Во продолжение на шоуто делот каде странците бараат нешто од нас и се нешто не им чини. Треба да видиме што бараат сега.
По кои критериуми се полнат државните канцеларии? Која е потребата од ново Министерство за јавна администрација? Дали е почитуван законот за државни службеници кога владата дели решенија за нови вработени? Брисел бара одговори. Што ви реков? Брисел барала одговори. Само нешто бараат од нас, мислам ние такви сме на сите даваме. Ама ајде, кога веќе толку запнале, дај да им дадеме одговори. Ајде да видиме што викаат експертите. Мора точно да се определи на кое работно место да се распише конкурс и тој што ќе биде примен. А они се примаат, а после не знае нити во кое министерство ќе работи, нити кое работно место ќе го доби. Добро бе, па и овие експерти бе само нешто критикуваат, демек тие најпаметни, па само тие знаат што е и како е. Ки примале па не знаеле каде ќе работат, нема врска. Македонија е овде се знае однапред и секој си ја знае својата работа. Еве примерот јули годинава за 260 нови вработени по Рамковен кои знаат каде ќе работат. Добија решенија за вработување во државниот апарат, но не знаат каде и што ќе работат. Кој бе не знае? Што е бе нови новинари бе, само да се лажело. Остајте што вика тие, дај да ги видиме новите вработени. Тие подобро знаат. Дали знаеш кај ќе работиш? Не знам уште, фала. Да бе, не знае. Дај друго дете. Мора некој да знае. Баш би сакал во Министерство за економија, то не знам дали ќе се осварит. Туку очекувам и се надевам. Јас баш би сакал да добијам станче, нешто кола по ова наградни игри на време, па ќе видиме колку ќе се оствари. Славо се потрагава по ново вработени што знаат кај ќе работат там. Ама со оглед на тоа што овие беа работени во јули, а сега сме октомври, веројатно до сега дознале кај ќе работат или можеби дури почнале да работат. Ако не пак еве кај е нова година, па Дедо Мраз може и ќе им ги исполни желбите. Остајте што вика Брисел. Супер сме си ние овде. Срцки. Откако расчистивме со Брисел, морам да ви кажам дека смачено ми е веќе од сите анкети, истражувања, мониторинзи кои даваат оценки, мерат нечие влијание и така натака и така натака. Не можам бре да дишам од нив. Сега среќа што многу добро знаеме дека најголемиот дел од нив се нарачани и воопшто не им веруваме. Последниот ваков мониторинг ја напаѓа македонската телевизија, нашиот јавен радиодифузен сервис, нашето светло на крајот од тунелот, нашата среќа, нашата радост, нашата надеж, символот на објективноста и независноста, чуварот на македонската демократија. Мониторингот го спровел некој си совет за радиодифузија. Ова невладини јобре само се множат, се штанца по некоја ваква заедна употреба, ќе направи некој вакво истражување, ќе нападне некого па ќе ја снема. И кога веќе ја направиле, бар името да ја го погоделе. Кај може некој што се нарекува Совет за радиодифузија да кажува било што за која да е телевизија. Совет за теледифузија сте окрстеле кога веќе сте се собрале да ја оцрнувате македонската телевизија, бе. Ало. Што? Не е невладина, туку независно регулаторно тело и таму се главните фраери и за телевизија и за радија, за сите електронски медиуми, ја? Јако да? И шо дека? Види бре што викаат. Ниту забавува, ниту образува, уште помалку информира. МТВ дефинитивно не си исполнува својата основна законска улога, констатирал Советот за радиодифузија по неколкудневен мониторинг врз програмата на јавниот сервис. Ајде бе, не забавувал, не образувал, не информирал. Да ми извините, ама јас на вистина добро се забавувам секогаш кога ќе начекам рекламен блок со владени кампањи на програмата. И не само јас, тоа е забава за целото семејство. Како прво, има еден куп јаки реклами, а како второ, тоа се мигови кога целото моје семејство се собира пред телевизор и секој погодува која реклама ќе биде следна. Друга работа. МТВ не образувала. Хајде бе. Ако МТВ не образува, тогаш кажете ми каде на друго место можете по 116 пати на ден да го слушнете слоганот образованието е сила, образованието е моќ. И трета работа. МТВ не информирала. Се слушате ли вие, господо, што зборувате? Ако МТВ не информира, тогаш како ја знам за сите селски чешми, патишта и тениски игралишта за кои премиерот фрли лопата? Да не треба случајно да чекам ајден да ме информира за овие важни државнички работи. Сам страшно. Страшно. Дај да го чујам јас тој председател на така наречениот совет, пажо ме интересира што има да каже.
Точно е дека државата во ниеден момент не го направи јавниот радиодифузен сервис свој портпарол. Не го направи никош јавниот радиодифузен сервис не знам, некое тело кое што треба цело време да ја следи и работата и функционирањето на органите на власта. Не зборувам само на ова, мислам говорам од почетокот од осамостојувањето до денес. Само се менуваат боите на студијата во зависност од боите на партијата, се менуваат лицата кои што нели припаѓаат на ова или она провиниенција, и сето другото е исто, само содржината и тежиштето се преместува од едната на друга политичка опција. Да, навистина е интересно да се следат реакциите на засегнатите додека некој зборува за нив. Првата фаза во реакцијата на Макрадули беше смеењето, ама како што можете да видите и од замрзнатиот кадар, втората фаза е малку поинаква. Со најновата технологија за читање на мисли која што ја поседуваме во А1, која анализиравме изразот на лицето на Макрадули и јас сега ќе се обидам да ви пренесам што размислува и што се вика тој во овие моменти фатени на снимката. Значи, Макрадули мисли вака. Колку само ни беше најпрекрасно кога студиото беше обоено во плаво. Колку само убаво ни беше надушичкава кога презентерките излегуваа со ружички во косата да читаат вести. Тоест не, со светкињата во косата беше Росалинда. А сега што? Црвено студио? Чекај, еве главниот фуреник сака да каже нешто, дај да го слушнам. Може би пак ќе го вратат плавото студио? Секој пат ни се става моделот на хрватската телевизија. Не е точно дека хрватската телевизија некој развиен си. Хрватската телевизија само оние технолошките аспекти си ги следи, што е нормално. Ако имаме аналогна телевизија, се влегуваме у дигитална ера. Содржината е исто. Островите јадрански секој пат се поатрактивни него Охрид и Дојран Мие што ги имаме. Точно така. Јадранските острови се секогаш поатрактивни од Охрид и Дојран, а Јадранка Косор е многу поатрактивна од Никола Груевски. Ladies and gentlemen, I am very glad that Croatia is hosting such an important event. I do hope that the Evropska banka za obnovu i razvoj. EIB, првите букви од новата англиска азбука. А како стигнавме МТВ до Јадранка Косор? Преку Јадранските острови, нели? Епа да, острови ни требаат, бе, луѓе. Дајте му море и острови на господинот Симјановски, па ќе ви даде за возврат поубава програми од таа на хрватската телевизија. Колку ни беше убаво кога Александар Македонски беше жив. И море, и острови, се си имав. А сега? Додека чекаме да се врати времето на Александар Македонски за да бидеме поблиску до хрватската телевизија, уште еднаш да се вратиме на македонската телевизија. Подошна на вице-премиерот Васко Наумовски. Каква врска има тој со МТВ? Видете сами. Не, дали... Само момент. Може МТВ или? Чекајмо. МТВ, се извинувам. МТВ дали може? Прво ќе дам ја изјава, па ќе поставувате прашање, ако може. МТВ, бе, дај побрзајте додека се наместите, ќе ми заврши емисијава. Да, толку? Еба што да ви правам кога сте бавни? Си одам јас, ќе ме снимите друг пат. Чао.